Членовите на Источниот плански регион денеска во Штип ја одржаа својата редовна седница, на која беше презентирана програмата за развој на Источниот плански регион од 2015 до 2019 година. Имплементацијата на проектот за поставување на систем за интегрално управување со цврст комунален отпад. Тоа е проект кој што официјално градежниот дел ќе започне некаде во 2017 година. Започуваме со втора фаза од проектот за географско информационен систем во Источниот плански регион. Доста значаен проект е веќе трета година, проектот за зачувување на природата во Република Македонија, посебно по течењето на река Брегалница. За претседателот на Источниот плански регион Тони Тоневски, донесувањето на оваа програма е од особено значење, бидејќи се содржани параметрите за развој на регионот во повеќе области. Се работи за проекти кои што се од регионално значење и, како што кажав и пред малку, проекти кои што треба да го намалат диспаритетот помеѓу општините, односно разликата во развојот на сите општини во Источниот плански регион. So immediately beginning of Од наредната година нашата следна активност е веднаш да започнеме со работа со центрите за развој на планските региони, со цел тие да создадат конкретни проектни предлози, а до крајот на наредната година се надеваме дека ќе се реализираат овие проекти. start putting into practice. На расправата по програмата за Источниот плански регион во Штип учествуваше и државниот секретар во Министерството за локална самоуправа. Фокусот е ставен на заштита на животната средина, на промоцијата на туризмот, на поттикнување на економскиот развој во пограничните области на Република Македонија и на Република Бугарија, така што проектите би требало воглавно да се држат во овие сфери на